Океј, драги мои пријатели и пријателки, здраво, добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек. Ве вијат колената, ве вијат зглобовите, да. Има голема атмосферска промена, нема нешто страшно да биде, ама ја чувствуваат повеќето од нас. Кој се буди навечер препотен, кој го вие коленото, кој зглобовите, кој прстињата, кој нешто ова, кој нешто она. Но, како да ти кажам, иако по прогнозата, утре вечер ова време ќе заврне, и тоа не кој знае што, негдека околу 18 часот, според прогнозата, ќе заврне дожд и ете, тоа ќе биде. А ние метеопатите или што имаме рана или скршеница, имам тука негдека некоја скршеница од дете носам и не знам, велат постарите луѓе, те грбот, те крстот, те стапот, те ова, те она. Не знам што да кажам. Даја прогнозата. Еве како ќе биде времето според прогнозата за Скопје, Македонија, tomorrow. По мапата која, нели, она е генералната мапа, има објавување, еве, например, дека Јужна Србија и Косово е во портокалова, значи ќе има екстремно, не знам, многу грмотевици, баба, пињао, пињао, и ти реков ми рече, еве, ова е за наредните 4 сати, апсолутно ништо не се случува, а ова е прогнозата. Нормално ова е генерирање спрема моделите кои се следат светски, еве како ќе биде до утре. Еве го, тоа што сино го видовте, на кратко, ова е, не знам, како, така ме виткаат некои делови од телово, а и мои пријатели и луѓе што ги знам, така се расплакале, абе мислиш дедо Ное доаѓа со арката, а работава е, не, ова синово се облаците и толку, дојда, пријатно. Ајде да видиме што ќе каже Хидрометеоролошкиот завод. Да, кај кирилицата, бе, глуп. Хидрометеоролошкиот завод на Македонија. Ухамара, заборев која е кратенката. За денеска вели сончево со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер од променет правец. Времето и метеоролошките параметри за Скопје: сончево, попладне со мала до умерена облачност, ке дува слаб ветер од променет правец. Времето утре. Утре ќе биде променливо облачно, на повеќе места нестабилно со пороен дожд и грмежи, локално во форма на невреме со пообилни пороен дожд и засилен ветер. Во Скопје претпладне променливо облачно, попладне нестабилно со пороен дожд. Види, и покрај сите мапи белосветски, ја им верувам само и исклучиво, никакви имиња и така натаму, исклучиво на управата за, може да ја држиш овдека, сакам малку да прочеслам, управата за хидрометеоролошки. Зошто? Затоа што управата за хидрометеоролошки работи на Македонија е во конекција, умрежена со сите хидрометеоролошки станици во Балканот, на Балканот
и во Европа, и во светот. И они сите заедно мерат локално, а сите тие податоци се обработуваат глобално и цел свет си има некаква бенефит за да даде најдобри предвидувања. Ова што ви го покажувам, ова е генерирано Microsoft што го дава од прилика, што ќе фати од некој па ќе предпостави. Но највалидно по мене било и од секогаш е Управата за хидрометеоролошки работи. Никакви поединци. Тоа поединци што има и да ти читаат, например, мапи, предвидувања, движења на, како се вика, движења на ветерот, движење на висок и нисок притисок, и врз сите тие параметри се даваат најдобри прогнози. Но и покрај тоа може апсолутно да се утне во прогнозата. Еве како што можеме да видиме дека на 3 септември нема да биде онака како што ни изгледаше, туку дека ќе има попладне поројни дождови, дека ќе има грмотевици, што најверојатно брзо ќе најдојдат, брзо ќе заминат и ќе истурат прилично дожд. А како ќе биде во следните 3 дена, ова е за 4-ти, веќе наредниот ден, и тогаш ќе биде, и тоа минималната температура во Македонија ќе падне до 12 степени, што е прилично студено, но тоа не значи дека во вашето. Ова се 12 степени, да речеме и во Маврово, значи глобално во Македонија, не ви кажа конкретно, а максималната температура 34, што може да предпоставите дека во Скопје апсолутно ќе биде максимална. Фала Богу, едно од убавите работи на Скопје покрај се е што секогаш е претопол град, а мене тоа ми одговара. Вие сакледжи ќе идете да си живеете у Маврово. Така? Така. Прогноза за 5-ти, температурата ќе опадне и до 9 степени, но ова е и за 6-ти и до 8 степени, но ова е веќе по високи места и други места и така натаму. Но затоа дневната максимална температура ќе биде 36 уште повисока и 35, апропо, така што ќе биде жешко топло. Временската најава официјално утре и четврток може да биде времето ќе биде променливо облачно, нестабилно со пороен дожд и грмежи, локално во форма на невреме со пообилен пороен дожд за кратко време, над 20 литра на метар квадратен, значи за кратко време, тоа создава надојденост, тоа создава клизишта, тоа создава поплава и така натаму. Засилен ветер ќе има на 60 км на час, значи силиконот во раце и она што не ви е добро закачено надвор, проверете го убаво за да не го бркате по комшии. Услови за изолирана појава на град. Град во септември, ова ќе биде интересно. Потоа следува период на претежно стабилно време со слаб и умерен северен ветер. Колега, дали твоето колено како мојот зглоб се согласуваат со овие прогнози? Да. Какво ти е студиото? Топ. Греј. Агрометео, да видиме. Агрометео за Куманово. Што е ова? Не знам. Одбери станица. Ранковци, Свети Николе, Славеј, Битола. Славеј да видиме. Што вика? Температура на воздух. Па нема. Чекај. Не разбирам што е ова. Средни број. Избери. Еве изберам. Табела, график. Нешто имаат воведено на страницава Агрометео. Добро. Не знам, предпоставам дека ова нешто корисно за земјоделците. Дневен хидролошки мониторинг. Ова што да ви кажам, боле да не го отворам, подобро да не го отворам, отике е за плачење ситуацијата во Македонија. Ова е водостојот на реките и езерата. Јегуновце Вардар на 1.9 е 14 центиметри, а просек за септември е 32. Лепенец е 8,
prosek za septembri je 27. I opadja, na prvi bilo 8, na vtori je 7. Vardar kaj Skopje, во Скопје 66 сантиметри, 65 опаднало денес, а просекот е 68. Што се однесува до Дојра, водостоите 145, 145 значи стабилно е, а просекот за септември е 144. Значи над просек е во Дојран. Зошто? Затоа што пар поединци и владата интервенира во изворите кои го полнат езерото, а тоа, сакале или не, мора да признаете дека единствени се ВМРО кои направија такво нешто од извори близу езерото да се полни, бидејќи езерото беше на изумирање. Инаку нултата кота на Дојран е 144 минимално и просекот за септември е 144,47, значи скоро е тука, на минимална кота е езерото. Преспа минималната кота е 847, значи 8,5 метри. 847 е измерено на 1 септември, 847,03 на 2 септември, просек за септември 843. Катастрофа е со додека Охрид нулта кота 693 септември, 693 21, нели? Изворите се секогаш стабилни во Охридското езеро и секогаш се одржува убава количина на вода. Иако морам да признам дека пред недела дена бев во Охрид, дека делови од пристаништето имаше така веќе како повлечена вода, малку повеќе, што е нормално заради зголеменото испарување. Но веќе наредниот ден брановите успеа да врѓаат далги и преку патот. Температура на вода. Во Дојран температурата на водата е 23 степена денеска, Преспа е 20 степени и Охрид потопол од Преспа, 21,5 степен. Идеално. Ете, тоа е. И ова се све податоци кои ги добивате од Управата за хидрометеоролошки работи. Не ви требаат никакви портали, не ви требаат никакви палци и показалци. Се ова е едноставно е наше, да речам, финансирано од владата, пристапот е секому и од овдека е најдобро да се следи. Ова е автоматскиот хидролошки мониторинг, Деварско езеро. Ајде да видиме колку центиметри, што ти ја знам. Еве ти го Деварско езеро, да ги следите по графикони. Ова може би, не знам кому му користи, ама ова треба државата да има. Може би за полиција, може би за војска, може би за екологија, може би за производство на струја и така натаму. Охридско езеро, температурата на воздухот, ова е температурата на што? Охридското езеро, ова е температурата на што? Не знам. Добро. Сите сензори, графикони. Ја навистина не сум навлегувал детално за што се работи. Ќе да видам дали има Маврово. Дреново, Турија. Турија, добра е Турија. Добро. Дреново, Сушево, Македонски Брод, река Треска. Како е Треска? Треска се тресе. Што имало нагло на 21.8. покачување. Ама не знам што. Добро, треба некој да ги... Предпоставам дека е ова за користење на сите сродни, не знам, оние кои ги се занимаваат професионално и стручно за се ова.
Špilje. To je to. Globočica. Sveti Naum. Crn Drim. Kako harmonija, kako muzika. Ok. Kvalitet na vodi isto taka imate. Znači, stranica vam nije nešto, no moram da ja pohvalim zato što je korisna, zato što je vidi gi podatocite za kvalitetna vodite. I evo сега imate kvalitetna vodite, нивната киселост, pH, conductivity, sprovодливост, dobro, kiselost, rastvoren kislorod i така натаму. Каде имате, ovo pretpostavljam дека за екологија, за рибарство, за оние што имаат, не знам, рибници и така натаму, Демир Капија, Кевгелија, Тао, Радоша, Трескавлив. Едно по едно можете. И ова ви е, како да ви кажем, го имате бесплатно, можете да го користите, можете едноставно да добивате информации во реално време, сами да си проверувате што ве чека. Метеоаларм, нема ништо за екстремно. Еве можете да ставите метеоаларм, да имате за осредно, за силно невреме и за екстремно невреме. Како што гледате, тоа таков има за Хрватска, има за Србија, Црна Гора, дел од Италија, но Хрватска, северниот дел од Далмација и од Приморието се очекува сериозно невреме. Значи, се очекуваат поплави. Еве, например, во Словенија, rain flood. Да видиме што се очекува во другите делови. Гледаш, можеш цел свет да видиш што е како. Не, Европа. Добро, одлично. Па и ја одамна не сум го отворил, па и, нели, помалци импровизирам во разговорите. Хидроаларм, тоа беше метеоаларм. Хидроалармот нема потреба од посебна предострожност околу водотеците. Најверојатно, ова што ме во зелено се е окей, покажува со жолто дека водотеците е потенцијално опасна, портокалова е опасна, прогнозирани се опасни покачувања и црвена е состојбата е многу опасна, воредни покачувања, има излевање и кај суводолците, можни материјални штети и несреќи. Гледате, преку ова сите агенции, полиција, војска за спасување се ги користат овие податоци кои им требаат во борба со стихиите. Хидрометеоролошки управа за хидрометеоролошки работи. Имате на македонски, имате на албански, имате на англиски и така. Океј. Отчетност за трошоци дури имате. Подолу се прекачени, извештај од финансиски трошења, носител на функција, магистар Ивица Тодоровски. Океј. Од 15.2.22. Ивица Тодоровски, свештеникот? Се шегувам. Не се љути дедо Попе, немој, не се срди, не се крсти. Океј. Знаеш дека нема, сакам сега малце, нели, да прешалтаме од една на друга тема, но добро, ајде, подоцна ќе видиме. Слушај, ние официјално се водиме како Прилепска телевизија, Прилепска компанија? Како Прилепска фирма, така, добро. Не, така, таму е седиштето. И па, има една интересна работа, ја поставив прашање. Зашто ми го снема? На тој, еве го. Имено,
поставив прашање дали сте знае дека во Прилеп има улица која се вика Биди маж. Значи како еден збор, не биди маж, туку биди маж. Ја го поставив прашањето дека, нели, ова е интересно и прашав дали некој знае од каде ова име. И сега ми одговорија разни одговори, нормално ја ќе отворам на еве Биди маж во Прилеп улица. Не знам каде е ова точно во Прилеп, но во секој случај интересно и името кое мене ми зазвучи на француски нешто, Бидимаш. Нормално на македонски звучи како бодрење, биди маж, биди храбар, биди маж. Но интересно беше што никој, мислев дека некој ќе знае, но никој не знаеше да ми одговори што значи биди маж. Ајде да видам во меѓувреме одговорите, бидејќи не седев секој ден да ги следам. Викам, јас не знам, затоа и прашувам, не иронизирам. Биди маж старите ја викале, фала, добро, тоа е врв на Селечка планина. Добро, Селечка планина, врвот се викал Биди маж. Што, од каде името ете и на улицата и на врвот на планината? Ете, тоа ми интересира. Во Прилеп на таа улица биле сите вистински мажи, затоа ја викаат Биди маж, ако беа жени, ќе се викаше Биди жена. Ха-ха-ха. Има една легенда, порано партизаните кога оделе колона кај Прилеп во тешки услови се мотивирале, викале Биди маж, издржи. Имам слушано така од постари луѓе. Тоа е врвот на Селечка планина, Биди маж, кога во старо време се тепале комите и Турчин горе, Турчинот се качал на врвот, а Карпата и комитата му викала одоздола слези да решиме како мажи работата. А Турчинот му рекол, ја не слегувам, ти би маж, па качи се горе. Тоа е приказна, интересно, легенда, која ја знам од дете, и сега улицата е во чест на таа случката. Добро. Јас живеам на Биди маж, Весна Спирковска, меѓутоа не знам од каде името. Важно додека се менуваат имињата на улиците, нашата останува, затоа што треба некој да биде маж. И навистина, кога ќе помислам за време на дождови, личевме на Венеција и така натаму. Да, ќе отидам ја на Биди маж со Google Street View. Има Биди маж во Прилеп, нормално прилепчани мајтапџи, нели? И терпео. Има, јас жив. Каролина Парапанска. До не така одамна се викаше Буди маж. Ја не така се вика врвот на Селечка планина, Прилеп Биди маж. Знаеш што значи Скутина унечка престилка, како се вика на прилепски. Појма немам што збори и што кажа овој. Опрегач не. Јанко да одговори треба. А што да одговори кога ни прашањето не го разбра? Од суд до преминот на пругата моја улица, само мъжи што живееле таму и така натаму. Океј, еве, нешто дознавме полуофицијално. Како? Што да отворам? Инсайдот од прашањето. Од кое прашање? Си инсайт? Добро. 30.000 души го виделе ово. Добро. Да, предизвикало интерес. Мене ми предизвика, знаеш, екзотично име. Ве сега да отворам Google Earth, мапи или мапите се едно на Google. Прилеп Биди маж.
Да видиме дали Google го знае. Очигледно го знае и ме води на Бидимаш. Еве бе, гледам. Тука и Зегинот. Еве Бидимаш. Да се пуштиме доле. Да видиме дали имат Street View. Имат бе, зашто да немат? Добро, не проговори Прилепски. Еве таа улица. Иди да ми купиш пепси од тука. И се ова, кој знае кога е снимено? Ова е улицата Бидимаш. Па фино изгледа, окей, зградички, оние руски згради направени 60-70 години. Окей. Но официјално претпоставувам дека во општината, во некои списи и акти мора да стои, бидејќи кога е дадено тоа име, постои некакво образложение. Абе, голем град ова Прилеп бе, шо е ова работа? Јас сум изненаден, ова пораснало бе, мало беше. Машала, машала. Добро. Убаво, голем да растеш. Окей. Чекај да видам нешто у коментариве сега, додека идеме во живо да не има. Ништо, само еден коментар. Колку души? 12 души се претргнале. Толку сме интересни сега. Види, да сум педарче, некој сигурно ќе бе погледа. Има семејство во Прилеп со презиме Бидимаш. Вау! Поздрав до семејствата во Прилеп со презиме Бидимаш. Ајде ке пребараме на Facebook Бидимаш. Не латиница, кирилица ке идеме нормално. Витали Бидаш. А Бидимаш нигде не се појавува. Бидимаш. Именување. Дали во Прилеп има стварно, еве на Build MK, значи некој го поставил ова веќе прашање, уште во 2010-та. Вика, дали во Прилеп стварно има, 2010-та е форумов. И ако има, што му е значењето, буквално или некој странско име? Име, еднаш даваа на ТВ пред пар месеци, не знам која емисија, една тетка раскаже и приказна како настанало името, нешто како фраерот ја крадал цурата за невеста и овој уклучен момент да избегне фаќање, требало да ја земе у раце и така да бега. Ама кога се уморил, не знам, малата му рекла биди маш, демек нема откачување, тај да бегаме, дрн јариња и прикажа. Некогаш ја викале Будимаш, Будумаш, а денес Бидимаш. Улицата, велат, го добила по името на врвот на Селачка планина, иако постои анекдота за настанување за името. Кога ја купував куќата, не помислив, сега сум помислил името на улицата, да бидеш маш, не мораш да живееш на улицата, биде маш и така натаму. Големи приказни, но ова се, како да кажам, приказни. Официјално, најверојатно тоа може да се види во списи акти, во самата општина Прилеп. Но, еве, мене ми е интересно. Инаку, што се однесува до македонски екзотични имиња, има еден град, едно село. Го заборав сега. Нема врска. Добро, ако ми текне. Тука. Не. Ке ми текне у 2 сабајле пред да заспиам. Па утре ќе го збориме. Добро. Има и една убава работа која ќе се случи наскоро.
Имено, драге мои, знаете дека претходната власт раскурцуваше, распродаваше се што и ќе дојде под рака, за рака, по рака, на рака и она го тоа правеше да се додвори на грците, да се додвори на бугарите и првата штета која ја нанесе беше археолошкиот музеј на Македонија, еден од најимпозантните објекти кои ги во рамките на Скопје 2014 беа изградени, каде што најголем дел од огромното, прекрасно, фантастично археолошко богатство во Македонија беше изложено. Во меѓувреме, кога се отвори, беше фантастично. Преполн беше со разни артефакти и многу интересно беше преполн со пари. Замислете, мене еден гостин археолог, господинот Лилчич, ми кажуваше, вика, ако нешто во Скопје, фатиме да копаме, било што да бараме, остатоци од човека, акрополи, ово, она, населени места, или што ти ја знам, вика, прво што наоѓаме е пари. И како вика, вака да копнеш, пари наоѓаме. Тоа се монети, овдека се закупувале пари, ова било ли богато место, нели, тоа е веќе работа на тумачење и тие нумизматички збирки беа изложени во археолошкиот музеј и датира, се ја импровизирам, си извинувам, може би нестручно ќе кажам, не ме фаќајте за збор, може да ме коригирате и небитно е тоа, нели? Коментирајте на лайв стримот, па ќе го пренесам за некоја минута, ќе проверам дали некој нешто сакал да докаже, дали за Бидимаш или за археолошкиот музеј. Значи, монети, што се вика од вчера до антиката. Тоа покажува дека ова поднебје е, како да ви кажам, гледайте сега, пазете главната теза, ние сме Словени, дојдени од Русија наваму. Ти текнува таа научно неодржлива теорија. Еве што вика археологијата. Кога копаш во Русија и бараш артефакти, ги наоѓаш 30 до 50 сантиметри. Подлабоко нема ништо. Глина и кал. Овде кога копаш, наоѓаш од 30 сантиметри до 30 метри. Значи, колку повеќе копаш, само повеќе наоѓаш. Што значи тоа? Дека цивилизацијски, значи, колку подлабоко има наоди, толку значи дека ова место е постаро цивилизацијски во секој поглед. Поновото место, тоа што е поново, има поплиткост наоѓалишта археолошки и тие се многу плитки. Русите го имаат тој проблем да докажат што се и кои се, бидејќи нивните археологијата е плитка кај нив. Копни толку е. Барај подоле, нема ништо. Овдека само копај и не знаеш до кај ќе дојдеш. Не ќе најдеш, Атлантида ќе ја најде. Карикирам. Сакам да кажам дека разни епохи, велам и од палеолит, и од неолит, еве го кај е. Еве ви позади водно земете да видите, тоа се наоди од, не знам, од илјадници години, а да не зборам антика, да не зборам разноразни периоди. Сите овие пари, археолошкиот музеј ги снема кога дојде СДС на власт. Не ги украдоа, нормално, ама ги тргна. Зошто ги тргна? Наводно имало, колку успеа да разберам, имало некој си правен судски проблем. Не знам, може би е точно, може би не. Ама, знаеш како е бедно. И многу антички предмети, дали беа тргнати заради политика или не знам. Дојде нова власт, нов директор, и прво што направија, запустеноста
на археолошкиот музеј, кој буквално и веќе, пошто ја шат пат ќе отидам таму. Мене ми е убаво место. Тука е музеот ВМРО. Музеот на ВМРО еднаш ќе го видиш и окей, ама ако ќе го видиш е малце посериозно, бидејќи е многу понаучно издржано. Ова е музеот на ВМРО е како историска наша читанка, револуцијата и така натаму. Ова е дел светска култура. И новиот директор, новата власт, Министерството за култура, одлучи целата поставка да ја обнови. И изминатиот период археолошкиот музеј работеше на враќање на многу тргнати предмети, со што збирката е уште поубава, по-богата и доживувањето да прошетате низ археолошкиот музеј на вистина спектакол. Ја памтам дека прв пат кога таму остана и како финале на тоа е дека Националниот археолошки музеј, кој власт го применува како археолошки музеј на Северна Македонија, но Националниот археолошки музеј има особена чест да ве покани на отварање на новата постојана поставка на 7-9 во 19 часот. На отварањето ќе се обратат председателот на владата, професор доктор Христијан Мировски, и министерот за култура и туризам, господинот Зоран Љутков. Археолошкиот ја ве канам, бидејќи ако доаѓате у Скопје, потрошете 1 сат, билетите не се нешто скапи, но знаете дека нема странец кој дошол во Македонија, организирано и така натаму, нема туристички водич кој не ги носи да отидат, да видат и секако да купат од палеолитот, неолитот, што имаат продавница со... Ја од таа продавница купив теракотни икони. Виничките теракотни икони. Не знам дали го има сега, ама ја една купив, подарок за една моја драга пријателка и мислам најубав подарок беше. Постојле. Ние сме единствени во светот кои икони имаат правено во теракот, во глина. Тоа ќе биде на 8 како за денот на независноста на Македонија ќе биде убав настан. Ајчо, земи камерата бе и снимај. Важи. Добро. Да се јавам кај уредникот да испрати екип, неверојатно ќе испрата. Добро, немате. Не, разбирам, бе ќе испрата па друга, предпоставам ти ќе имаш други задачи. Ете, окей, 2 работи. Биди маш и археолошкиот музеј на Македонија. Есно? Да. Друга, дај бе една чаша вода, бе, коциле сум бе одека ни чаша вода да се подаде, бе. Абе, устава ти ништо, бе. Игнор, тотал, значи. Едно лажичко стевија да пробав. Поздрав Јанко, Васил Атанасовски има семејство во Прилеп со презиме Биди Маш. Васил, фала ти, проверив, не најдов ни едно презиме. Да, сега гледам коментарите. Сега се обидувам да ви прикажам коментарите на лайв стримот. Нема многу, 3 само. Дека Васил преска што ми прати дека во Прилеп има семејство Биди Маш, пробав да пребарам, но не се појави. Не ми се појави некаков профил. Може би грешам, но и така. Инаку гледам побрзо да ве ослободам од моето присуство, затоа што дома ме чека добар филм. И не е ова вештачка интелигенција, ниту зафрканција.
Не знам дали го имате гледано првиот дел од филмот Nobody. Тој е адвокатот од Breaking Bad, актер, или Cold Soul, серијата. Првиот дел беше вистински хит. Семеен човек, испаѓа дека е типот во суштина некој екстремно. Филмот, првиот дел беше во 2021. Подмот е никогаш не подценувај никого. А Боб Оденкирк на вистина фантастично си ја заврши работата. Еве го трейлерот од првиот филм. How about I make that lasagna that you love tonight? From scratch, like I used to. Гледаш дека од кај мене има звук. Ти музиката голема работа. Најде се, зашо да се фати. Музиката му била проблем. Како не бе? Hey, I have an idea. How about I make that lasagna that you love tonight? Like I used to. I used to look for some very dangerous. That's my family. Pistol. Why do you brace? Do that. Give me the brace. Holiday. Nobody. It was only April 2nd, rated R. On the one hand, Ви кажам, кецот обавезно да го гледате. А утре, вака, колку маса, се шегувам. Може да ми кажете на коментарите кој ќе го изгледате на мојата Facebook страница. Филмов е забавен, се гледа, акција, невидено, и тоа добро е направен, добра глума и така натаму. Нормално, ваков филм со ваков успех беше и нормално да се очекува и втор дел. И се направи втор дел. Кони Нилсен се во филмот. Што направи? Таму испотепа пола мафија. Значи, му пукна све семено сака да живее, а уствари е специјалец, едноставно не може ако не се бори против криминал. И на крајот филмот на мафијата и ми горе на мафијата, ајде, се едно, $30 милиони. За втори дел продолжува дека иден го праќаат во акции и на тој начин да го отплати долгот зашто ги запалил парите. И така почне вториот дел на Nobody. Каде е Nobody 2? Зашто не ми се појавува? Чекај се, јас сум многу збунен. Зашто врајтер? Не врајтер, актор. Еве го. Nobody 2. Му пука филмот и вика со фамилија ќе идеме на одмор. Го собира и татко му, тргаат на одмор, Арно, ваков човек на одмор. I've come to terms with the fact that you don't have an average job. you guys having fun at the convention? But we haven't seen you in months. What happened to your eye? Somebody found me at the game. What game? The one you missed. Break's just a few days away. We should do something. Strictly family time. Come on, kids. It can be an adventure. Let's do this! I'm just so happy to be all together. Hey, city boy. Hey! Get out of here. Let's go right now. I understand protecting your sister, but there are other ways to handle things.
I left my phone. What? Well, I like your way better. What the hell, Hutch? First day? I think I stumbled into something. You're vacationing in an old boot full of drugs, crooked cops, and one woman who controls it all. Не, што да пуштам повеќе? Нема да се зеднете, идете, слободно гледајте. Мислам, слободно гледајте. Колку знам, во кино го нема. Торен, че? Го симнавте? Ми отиде колегата. Ми отидо и ставија сам. Играат. Кога се Јанко се разборе и седнуваат ова, палат цигари, пијат кафе и играат табланет. Покерна со влагање, затоа ти се тресе, ти студе. Гол те Тие. Да, сигурно тие. Да, љубоморен сум, да. Така е. Чекај да видам Биди Маш, дали дознавме за Биди Маш? Или да си одам дома да го гледам филмов? Не, ќе идам да го гледам. Нема толку. 7 души само ме гледаат. Па, добро. О, Џони, 850 души. Гледаш кај било мрсното? Тапа. Тешка тапа. А болја емисија имаме. Ама изгледа ти фативме за прилеп Биди Маш, не упали, а? Или почнавме за археологија, за национално... Не, а? Добро. Окей. Ајде да видиме Грит што ќе кажит. Овој типов што ја закачаше Данела 2 години затвор доби. За прислушкувањето никому ништо. Штама. Знаеш како викаат? Голема работа. Абе имаме битни работи, контейнери расфрлани, ово, оно. Интересно, пред 10 години, кога излегоа прислушкување, кога излегоа докази дека се политичарите прислушкувани и следени, тогаш рекоа, види, ова е најбитна работа. А сега, кога испадна дека се исти како предходните, мјау. Многу дволично, искрено да ви кажам. Многу дволично. Добро. И Бажа ме замоли да му ја пуштам најомилената песна. Денеска ја слушам 10 пати и вика, молим те ова да иде во програма. Океј, еве ја песната. Ништо не јадам, ништо не пијам, дојде мајко, јас не заспивам, ништо не гледам, ништо не слушам, мислам мене, јас се пустујам. Ништо не јадам, ништо не пијам, дојде мајко, јас не заспивам, ништо не гледам, ништо не слушам, мислам мене, јас се пустујам. Човече, ово има фризура која Јашо има в 80-ти години, еј. Много јака. Која ти е песна, баце? Много јака.
Пошто не е шо поинтересно, еве големата расправа имавме пред да почне емисијата. Како ми рече, колкав? Да, толкав. Македонците имаат најмали на Балканот. Германските истражувачи ја анализирале повеќе од 40 неодамнешни студии кои биле спроведени на илјадници и различни мажи. Податоците просечна големина на пенисот во речиси 90 земји пишува Daily Mail. Македонците имаат најмали пениси на Балканот. Сега, жените ако се кркотат, да, управо се, само да ви кажам дека имаше претходно едно истражување дека најмали шишки жените во Македонија. Толку. Така да се компензираме. Океј, драги мои, толку или повеќе, ова се главните вести. Се обидувам да видам дали има нешто ново кое би вредало да се искоментира. Инфлацијата во август е 2,1% над очекувањата. Ова не е добро. Инфлацијата во еврозоната се зголеми на 2,1% во август според најновите податоци од статистичката агенција Евростат во вторник. Економистите анкетирани од Reuters очекуваа стапката остане непроменета на 2%. Основната инфлација која ги исклучува по-нестабилните цени на храната, енергијата, алкохолот и тутунот остана непромената 2,3% во јули. Во внимателно следени од секторни услуги беше малку понизок во август 3,1 во споредба во јули 3,2. Со 2,1 најновата стапка во еврозоната е само маргинално повисока од целта на Европската централна банка од 2%. Еврото падна за 0,6% однос на доларот, 1,640. Паневропскиот стокс 600 тргуваше со 0,7% повисоко во вторник наутро, а Централната банка ја задржа својата клучна каматна стапка во јули. Се очекува да ја задржи таа позиција на следниот состанок во септември според повеќето економисти анкетирани од Reuters. Трговскиот центар на Европската унија со САД подпишан крај на јули ја острани неизвестноста на царините и така натаму и така натаму. Инаку, обично ја порано доста идев на Grid, но Grid како и секој портал е комерцијален и сега кај него владеат исклучиво про-СДСМ опозицијски медиуми, кои се претежно про-СДСМ, анти-ВМРО и така натаму, па го нема тој убав баланс, но за да можам реално да се информирам без бајаст, без користам, има уште два линка за два генератори на вести. Едниот е бугарскиот Топ вести, каде што директно ми ги преведува сите најважни вести од Бугарија или бугарите што ги пренесуваат, но на македонски јазик. Еве, во Софија имало излетување од шините, на трамвај, несреќа, НАТО работи против руското блокирање на GPS сигналот. Инаку фон дер Лајнен беше во Бугарија, не можела наводно да слета бидејќи GPS-от не и функционирал. Што значи тоа? Дека кога нема GPS не може точно да се одреди положбата, па не може да слета. Дрн јариња. GPS е последниве 30 години, претходно и без GPS авионите слетуваа и ова русите го правеле. Но има една страница која сите вие кои идете во странство или праќате некој во странство, ја знаете и ја следите, се вика Flight Radar. Како? Бидејќи оваа
Директно Јерусалим ми прикажа. Браво. Оваа страница ги следи сите летови на авиони во светот. И можете да кликнете на авионот и ќе добиете од каде полетал. Овој од Софија иде за Катања, Боинг 737, тој лет. Значи, обично се користи, луѓето си ги следат своите драги роднини, пријатели и така натаму и така натаму. Како што и гледате околу Украина нема ништо. И нормално, како и сите авиони, така можеше да се следи и авионот на фон дер Лајнен. Дури беше прикажана патеката на авионот како кружел и не можел да слета. Интересна работа. Кажете ми, како ние успеавме да го гледаме авионот на фон дер Лајнен, кој е базиран на GPS податоци, значи ова што оваа страна го прикажува, е базирана на GPS-ите на авиони. GPS-от е јавно достапен секому и тука нема криење, освен авион кој ќе го исклучи својот транспондер. Тоа е транспондерот со кој се следи на радар и се следи позиционирањето на GPS. Како сите, цел свет. Точно знаеме колку круга сврте, GPS-от не работел во авионот, а ние сите го гледавме и го следевме. И уште биле русите криви. Добро, окей. Русите беа криви што си го дигнале сами во воздух Северен ток гасоводот и после се чудат сега германците, европјаните, зошто во еврозоната имаат инфлација. Нели, отија бойкотираат руската нафта, па ја прекупуваат истата, ја прекупуваат, ама преку други и тоа им доаѓа многу поскапо. Кога нешто плаќаш поскапо, нормално цената ти расте. Онда тогаш расте инфлацијата, растат и сите работи. Така што окей. А фон дер Лајнен дојде во Бугарија да посети фабрика и таа фабрика произведува муниција. И фон дер Лајнен, Бојко Борисов седеше тука, целиот као пештански класец, напумпан, и века и благодариме на Бугарија што произведува оружје за Украина. Бугарија не и помага само на Украина, туку ја брани и цела Европа. И додека Путин, Трамп, Зеленски на Аљаска се договорија да се постигне мир, фон дер Лајнен и некои европски лидери се обидуваат да го минираат и да ја продолжат војната што е можно подолго. Зошто? По мене има само една причина. Пари. Како ќе прекине војната? Се додека Европа успева да искамчи пари за Украина, за вооружување за себе, па да праќа тенкови и што ти ја знам, муниција и што све во Украина, рачунете дека и самиот Зеленски кажа е 20 до 30% од воената помош стига на фронтот во Украина. Што значи тоа? Другите пари се алаш вериш брада. Ниф им одговара. Им одговара за чист профит. Значи, не делаат дрога, легитимно деламе оружје. И тука, дека тоа стигне, нормално претходната администрација на Соединетите Американски држави и шаком и капом им даваше огромни загуби за Америка, богатење за поединци во Европа, како фон дер Лајнен и свитите околу нив, кои никогаш не излегле на избори, никој не ги бирал, и кој им одговара војната да продолжи што е можно подолго. Затоа што тоа им носи профит. А нормален, логичен човек, праволиниски, како што е Доналд Трамп, вика, чекај, сакаш да продаваш айфони, сакаш да продаваш коли, сакаш да продаваш Кока-кола, па ти треба пазар, па ти треба мир на пазар, па треба луѓето да имаат пари, па продаваш, па тоа иде бизнис и така натаму. Но Европа е социјалдемократска, под владење на политичари кои се исклучиво Сорос контролирани, така што тоа е тоа. И се додека они се на власт, нити на Европа ќе и тргне, а така е во Франција, Британија и Германија.
i problemi, ki ima Evropa so Rusija i so Ukrajina. To je to. Dragi moji, to беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Не, темни наочери ставам, пошто утре повторно сончево, а пред да дојдам овдека ќе покиснеме малку и нели, се надавам дека зглобовите колената, рамењата и скршениците ќе не попуштат. Ако не ве попуштат, парацетамолче, бруфенче, ич гајле да немате. Не мора све со ракија да биде, стварно. Лека ноќ и пријатно.